Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Петгодишното дете искасано од кучиња скитници го вклучи алармот за опасност. Граѓаните бараат да се превземат мерки. Родител на ученик во средното медицинско училиште во Гостивар алармира за голем ризик од зараза со коронавирус. Видео снимка од незауздан коњ кој со впрегната приколка трча во спротивен правец на автопатот Скопје-Тетово споделена на социјалните мрежи. Петгодишното дете од Мала Речица нападнато искасано од кучиња скитници го вклучи алармот за опасност. Граѓаните бараат да се превземат мерки за згрижување на ваквите кучиња. Од локалната власт пак со најава дека ќе се изгради регионален центар за бездомни кучиња со прифатилиште. Кучињата скитници повторно стана актуелен проблем кога пред неколку дена петгодишно дете од Мала Речица беше нападнато и искасано од куче скитник додека играло пред влезот од семејната куќа. Опасноста кај граѓаните пак се зголемува, бидејќи по улиците секојдневно се среќаваат бездомни кучиња, оставени сами на себе, а тетовци се едногласни кога станува збор за преземање дополнителни мерки за згрижување на бездомните кучиња. По секој случај треба кучињата да се згрижа, не би требало да биде на улица. Треба стационар за тоа, што ќе се згрижи за ними, така и граѓаните безбедно да си идат по патот. Тоа е дел од општината што треба да го регулира на некој начин. Има начини да се среди тоа, меѓутоа знаете како. Сметате ли дека општината треба да преземе мерки за да ги згрижи тие кучиња? Не може никој, само општината. Треба да има такви тие на ушите ставено, ја треба да ги фатат. А има такви, по чипот ќе ги најдат. Не е добро тоа. Гледав ја што се десило. Властот треба да се организира. Од општина Тетово најавуваа дека ќе се обезбедат дополнителни средства за третман на бездомните кучиња. Информираат и дека се изработува проект за изградба на регионален центар за бездомни кучиња со прифатилиште со помош на програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Општина Тетово во рамки на програмата за третман на кучиња скитници има обезбедено 3 милиони денари. До сега од страна на општината е ангажирана компанија и се третирани 650 кучиња и општина Тетово ќе обезбеди дополнителни средства за оваа намена. Но имајќи предвид дека овој проблем не е само проблем на општина Тетово, туку е и проблем на државно ниво, за решавање на истиот е потребна државна стратегија за целосно искоренување на оваа појава, која за жал кај нас пред неколку денови во Речица резултираше со напад на 5-годишно дете. Инаку сме во подготовка на проект, тоа е градење на општинските капацитети за имплементација на проекти, финансирани од страна на Шведската агенција за меѓународна соработка и има за цел да се осврне на главните предизвици во локалниот развој, а како еден од тие главни предизвици за општина Тетово представува токму изградбата на стационарот и решавањето на проблемот со кучињата скитници. Инаку UNDP во овој момент бара искусна компанија за проектирање за поддршка на проектот, градење на општински капацитети и е во изработка на документација за урбанистички проект, вклучително и идејно-техничко решение, како и основен проект за сите технички фази за изградба на регионален центар за бездомни кучиња со прифатилиште. Од избраната компанија ќе се очекува да изработи техничка документација, која што е потребна за одобрение за градење и се разбира за сите понатаму да се завршат сите останати фази од овој проект. Инаку подолго време се шпекулира дека кучиња скитници во Тетово се носат и од други населени места, со што нивниот број дополнително се зголемува. ДУИ и граѓанската иницијатива Гостивар кој го сакам на пресконференција што ја одржаа пред зградата на општината нагласија дека актуелната локална власт не го решила проблемот со отпадот. Тие пред општинскиот објект оставија вречи со ѓубре, за кое кажаа дека го собрале од различни места низ градот. Ги исчистивме населбите во градот од ѓубре, бидејќи овие 4 години чистотата на градот беше под секој ниво и без институционална грижа. Исто како и во понеделничката активност, денес сме на вистинска адреса. Завчера бевме за газиното,
за кој Таравари вети пред 4 години дека ќе најде начин да ги отстрани од градот. Ова ветување беше дадено од Таравари, а не од владата. Исто како завчера, и денес сме тука за да им дадеме до знање на јавноста дека Таравари пред 4 години зборуваше за чист град, а денес секој агол од градот е покриен со ѓубре. Значи денес пред вас го осудуваме она што го знаат сите граѓани на Гостивар. Уште едно неисполнето ветување на Таравари за чист град. Полошкиот регион покажува 43% отвореност во подобласта организацијски информации, доколку само 15% од подобласта на донесување на одлуки според проценката на доброто владење во единиците на локалната самоуправа. Покажуваат податоците на истражувањето на невладината мултикултура заедно со 7 други организации од државата. Проценките на состојбата за доброто владење на единиците на локалната самоуправа, односно истражувањето на Асоцијацијата Мултикултура заедно со 7 други организации за 2021 година, покажало дека повеќето општини не работат доволно за да ги задоволат стандардите за отвореност. Резултатите укажуваат на тоа дека единиците на локалната самоуправа применуваат ниски стандарди за консултации, транспарентност, мониторинг и контрола во нивното работење. Полошкиот регион во однос на планските региони во областите интегритет и донесување на одлуки е најниско оценето. И значителни напори се потребни од страна на единиците на локалната самоуправа во овој регион за подобрување на отвореноста на нивното работење, велат од Мултикултура. Истражувањето на индексот на отвореност за 2021 година покажува дека ниското ниво на исполнување на принципите на добро владење од страна на ЕЛС продолжува. Потребно е општините повеќе да работат на зголемување на отвореноста и нивното работење да го засноваат врз принципите на транспарентност, отчетност и учество, што подпомогнато од новите технологии и иновациите ќе го унапреди јавното управување и ќе ја зајакне јавната администрација и демократија. Потребно е локалните власти да објавуваат повеќе податоци и во континуитет да создаваат соработка со граѓаните и другите засегнати страни. Општинските веб страници треба да бидат функционални, да содржат подетални информации и податоци корисни за граѓаните, да бидат развиени на високо и да бидат корисна алатка за граѓаните. Проценката на состојбата за доброто владење на единиците на локалната самоуправа во Република Северна Македонија била извршена во периодот од 1 јуни до 15 јули 2021 година, како дел од проектот на Фондацијата Метаморфозис со поддршка на проект на УСАИД за граѓанско учество. Се анализирала работата на 80 единици на локалната самоуправа и градот Скопје во однос на принципите за транспарентност, свесност, пристапност и интегритет. Дополнително единиците на локалната самоуправа биле мониторирани според еден заеднички домен, присутен во сите 4 принципи, а тоа се отворените податоци. Родител на ученик во Средното медицинско училиште во Гостивар алармира за голем ризик од зараза со коронавирус. Тој вели поради големиот број ученици во паралелката во која учи неговото дете нема услови за протоколите. Управата на училиштето тврди дека мерките за заштита од ковид се спроведуваат според прописите од Министерството за образование. Средношколците во Гостивар од понеделникот се вратија на настава со физичко присуство. За едни тоа е посекувано и позитивно, кај други внесува загриженост и страв од можност за ширење на коронавирусот. Реџеп Али Ѓапи е родител на ученик во Средното медицинско училиште во Гостивар, кој сакаше јавно да реагира, за како што вели, немањето услови да се спроведуваат протоколите за заштита. Таткото вели дека во паралелката на неговиот син бројот на ученици е преголем, поради што не е можно да се одржува никаква дистанца. Реагувам пошто не е во протоколот законски како дават натре. Во класата имат 45 души, ни 10 сантиметра нема размак. Бев савали кај инспекторатот на образование, викаше директорот, че немаме што да правиме, ќе продолжи. Тој рече да не доаѓаме ми да затвориме класата внатре. Не е регуларно така. Имаат право родители што се жалат. Барам помош. Да свасам децата, да не бидат како во Тетово што биде многу касно. Да не доаѓаат истот. Еден да се оболите овде,
Сите требаат во карантина, сите. Пошто 10 сантиметра нема, знате, влагате во класата, гледате како е. Директорот на училиштето Елба Шабази демантира дека во паралелките има толков број на ученици и тврди дека протоколите кои се дадени од Министерството за образование се почитуваат. Me kapacitetit të cilët posedon shkolla jonë, ne nuk mund të rrisim as të zvogëlojmë klasa, dhe ne posedoj i respektojmë të gjitha ata cilët duke fillu prej te derat i kemi. Во паралелките има до 35 ученици максимум, нема клас со 45 деца. Се што е во наша надлежност и можност правиме и протоколите кои се пропишани од надлежните се спроведуваат. Други родители досега не реагирале за нешто слично. Педагогот во училиштето Шпен Байрами рече дека е разбирливо што враќањето на настава со физичко присуство може да донесе страв кај некои родители, но дека мерките за заштита се применуваат. Речеме ова од страна на управата на училиште, од страна на директорот. Во нашето училиште имаме доктори, значи лекари, 8 што од 2 на 4 ги отвара очите, гледајќи на тоа точка, држајќи дистанца, држајќи хигиена персонална, за да не се прошири болеста. Тоа сега се разбира, но мораме да се вратиме, да работиме и така и така. По пријавувањето во просветниот инспекторат, родителот очекува институционална реакција. Трета доза вакцина да примат граѓаните на возраст над 60 години, сите здравствени работници без оглед на возраста и сите лица кои имаат имунокомпрометирана состојба без оглед на возраста е препораката што ја даваат здравствените власти во земјава. Имајќи ги предвид трендовите во делот на бројките, понатаму некои искуства од другите земји, податоците кои што излегуваат од различни научни студии. Вчера имавме интензивни разговори, состаноци со дел од членовите на Комитетот за имунизација, тие донесоа нови препораки, а тоа е дека се препорачува трета доза на вакцина кај сите граѓани над 60 годишна возраст, понатаму трета доза на вакцина кај сите здравствени работници, без разлика на возраста, и трета доза на вакцина кај сите пациенти кои што имаат имунокомпрометирана состојба, исто така без разлика на возраста. Согласно сознањата кои што ги имаме до сега, таа трета доза на вакцина треба да биде од производителот Pfizer, ќе видиме и ќе пратиме понатаму дали ќе има и некои други препораки, односно од други производители. Видеоснимка од незауздан коњ кој со впрегната приколка трча во спротивен правец на автопатот Скопје-Тетово беше споделено синоќа на социјалните мрежи. Во потерата по животното се вклучиле и повеќе полициски возила. За случајот од тетовската полиција информираат дека завчера околу 14 часот и 15 минути во СВР Тетово било пријавено дека по автопатот Тетово-Скопје на потегот од клучката за Брвеница кон Требошки надпатник во спротивна насока, без надзор и контрола сам се движи коњ со запрега. Коњот со запрега е фатен, набрзо идентификуван и повикан е сопственикот 53 годишникот Тетово. Се расчистува случајот пошто против него ќе следува соодветен поднесок. Во денешниот билтен на СВР Тетово пак информации за приведување, физички напад и каснување од куќе. Вчера вечер околу 23 часот и 50 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, во Гостиварско Врапчиште привеле 29 годишник од ова село, кој одбил наредба и агресивно се однесувал кон нив, откако претходно учествувал во сообраќајна несреќа. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 36 годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден додека бил на гости во Тетовско Сарачино, физички бил нападнат од 2 лица од ова село и 1 лице од Тетовска Брвеница, инаку негови роднини. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот.
Вчера 60-годишникот гостивар во СВР Тетово пријавил дека во Мавровијанови бил каснат од куче скитник. Инаку во текот на вчерашниот ден на 10 лица во Тетовско и 10 во Гостиварско изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. Екипата на Шкендија со рутинска победа од 2:0 над КИТ Го Пехчево обезбеди пласман во осмина финалето од фудбалскиот куп на Македонија. Фудбалерите на Шкендија обезбедија пласман во осмина финалето од фудбалскиот куп на Македонија, откако забележаа победа од 2:0 над второлигашот КИТ Го Пехчево на гостински терен. Избраниците на тренерот Бруно Акраповиќ одигра онолку колку што е потребно и со головите на Шала и Дориев забележаа рутинска победа. Воедно ги сочуваа силите за првенствениот надпревар против Струга на гостински терен во недела. На денешниот надпревар мојата екипа имаше комплетна доминација. Направивме многу шанси за гол, но не успеавме да погодиме онолку пати колку што посакувавме. Имавме навистина многу шанси, но фудбалерите кои настапија на местата од некои стандардни играчи се покажаа навистина во одлично светло. Тука можам да го извојам Шала на крилната позиција. Во недела не очекува тежок дуел против Струга. Нема да ни биде лесно, но одиме да одиграме добар надпревар, а со самото тоа ќе дојдат и бодовите и победите. Полека но сигурно влегуваме во форма, во одбраната, но и во средниот ред. Секако и во нападот, ако профункционираме и ги користиме 100% шанси за гол. Вчера се одиграа уште два надпревари од 16 финалето на националниот фудбалски куп, на кој пласман во следната фаза обезбедија екипите на Борец и Шкупи. Екипата од Велес забележи убедлива победа од 4:1 на гостински терен против третолигашот New Stars од Скопје, додека Шкупи минимално со 1:0 славеше на гости кај Велешта. Ждрепката за осмина финалето од Купот на Македонија ќе се изврши во вторник во просториите на Фудбалската федерација на Македонија. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Пријатно!